Добро утро во оваа утринска емисија. Предлагам да проследиме прилог во кој се објаснуваат причините и појавата на пожарите во градските средини, но и пожари во шумите. Територијална противпожарна единица Куманово изминатиот викенд бележи 14 интервенции на различни локации, и тоа кај Багрем бања опожарена сува трева, во село Љубодрок е опожарено стрниште на 10 хектари, село Ризаре е опожарена ниска дабава шума со површина од 10 хектари. Останатите пожари кај кои е забележено опожарување на сува трева и стрниште е село Речица, Черкезе, Костурник, Долно Којнаре, улиците Никола Вапцеров, Михајло Пупин и Скопска. Во изминатиот викенд, сабот и недела, територијална противпожарна единица Куманово бележи 14 интервенции на различни локации на градот, почнувајќи Романовце, Љубодрак, Аџитепе, така да не можеме да кажеме дека на едно место е сконцентрирана појава на пожар. Распространето е буквално на цела територија на Куманово. Во однос на минатиот месец има зголемен број на интервенции, дури ако се спореди со минатата година, каде бројот на интервенции до крајот на годината заврши со 260, а оваа година од почеток до сега бележи 220 интервенции. Сето тоа се должи на климатските услови оваа година, вели Дејан Илиевски. Со оглед на новите најави дека од вторник не идува нов топлотен бран, би советувал, би сугерирал, би апелирал до граѓаните да избегаваат палење на отворен простор и да се придржуваат на одлуката донесена од влада на Република Македонија за движење низ шуми, за забрана на движење низ шуми од 7 до 17 часот. Од противпожарната единица Куманово апелираат колку е можно повеќе се избегнува палење на оган на отворен простор. Нивните екипи работат 24 часи, се подготвени да одговорат на било каков повик на територија на општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Со овој прилог ја отвараме нашата денешна тема заштита од пожари. Овој пат со нас гостин е Горан Стојановски, раководител на регионалниот центар за управување со кризи. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што се озвате на нашата покана за да објасниме како да се заштитиме од пожари. Може да се констатира дека оваа година, за разлика во однос на минатата и во однос на предминатата, имаме зголемен број на пожари. Не знам дали статистика тоа ќе го потврди, меѓутоа, она што ние секојдневно го работиме во дневната информативна програма е постојано следење на пожарите и она што вие ни го праќате како дневен извештај од регионалниот центар, се забележува зголемен број на пожари. За разлика од претходните години, многу повеќе пожари има во шумите. Постои ли шанса да ни се врати 2008-2009 кога гореа шумите во Македонија? Вака, прво да објасниме она што Центарот за управување со кризи, регионалниот центар Куманово го работи, практично е континуирано увид на состојбите и правење некоја паралела помеѓу аналитиката, нели кај нас постои еден дел кој што се вика стратешко планирање аналитика, каде што практично за секоја година пододелно ги знаеме статистичките показатели во однос на пожарите. Точно е дека во однос на минатата година многу повеќе пожари има на територија на општина Куманово, не само на општина Куманово, него зборувам за целиот североисточен регион, кај што припаѓаат сите 6 општини, кај што се и Старо Нагоричане, Липково, Ранковце, Кратово и Крива Поланка, заедно со Куманово. Но во делот на шумските пожари многу помалци. Значи, постојат неколку типологијата на пожарите, укажува на фактот дека постојат неколку категории на пожари. Постојат шумски пожари, што и пожар на отворен простор по широк карактер и пожари во урбани средини. Значи, она што е исклучително битно за нас како граѓани се шумите. Во однос на шумските пожари немаме зголемување на бројот на пожарите, напротив имаме намалување, но во однос на пожарите на отворен простор секако се чувствува или постои тренд на зголемување на пожарните дејства. А зошто е ова така? Зошто минатата година имавме помал број на пожари на отворен простор? Видете вака, преди се голем фактор и влијание има климата. Зборуваме за хидрометеоролошката состојба.
ако вие имате толкави температурни амплитуди високи, секако дека влажноста на почвата, влажноста на материјата, на тревата, на нискостеблистите растени и така натака, е многу минимална и во секој случај е подложна на опожарување, подложна на пожарни действија. Значи, ако погледнете и се движите надвор, вон Куманово, вон урбаните средини, ќе забележите дека уште во периодот на почетокот на месец јули, температурите беа такви да практично и суши и тревата и просторот. Значи, кога зборуваме за пожар на отворен простор, зборуваме за пожар на сува трева и старништа. Да. Во тој случај, таа материја е толку лесно запалива да практично една искра ќе предизвика катастрофален пожар. Не би рекол дека во делот, нели ние често пати зборуваме дека економски се причините и на овие пожари на отворен простор, од аспект на аграрно зборуваме на земјоделието, така, нели? Тука мислевме понатака да се завратиме дека и токму и земјоделците сега екна жетвени активности, односно привршува жетвата, меѓутоа со цел нели да се направи тој круг, самите земјоделци го предизвикуваат пожар, меѓутоа некогаш избегнуваат контрола и токму поради високите температури велите дека е потребна само една единствена искра за да се зафати поголема површина. Знаете што, останало старите, јас не го поддржувам тој често пати кога сме на состаноци на координација и така натака со местното население, со општините, често пати замолуваме, јас не ја наоѓам таа мерка како една од главните агротехнички мерки за зголемување приносите на земјоделското земјиште. Ако вие го запалите стрништето или она што сте го ожнееле што останало, ќе го запалите и во тој случај ќе добиете наредна година поголеми приноси. Тоа е апсурд. Кого и да прашате од агротехничарите, ќе ви кажат дека е апсурд. Нема врска. Но вие не можете да го искорнете тој долг период на врежано мислење кај населението, поготово кај земјоделците, дека не треба тој да го пали тоа старниште. И затоа покушувате со одредени високи глоби и санкции на некој начин да допринесете да му ја доразвиете свеста во смисло на тоа да му кажете дека не треба да го пали. Од тој аспект, често пати зборуваме дека едукацијата кај населението е многу битна работа, нели? И кога се работи и за пожарите. Не само за пожарите, за сите елементарни непогоди. Во таа смисла, на некој начин го поттикнува размислувањето кај поширокото население, дека тоа не треба да го прави, нели? Така да, во тој однос се уште нема показатели аналитички кои укажуваат дека овие пожари што ни се случуваат на отворен простор ни се случуваат заради палење на стрништа. Значи, во тој однос е помал бројот. Значи, сме успеале на некој начин да действуваме во менталниот склоп на земјоделскиот дел од населението, да на одреден начин ја отворили мислата дека оваа мерка е потребна што ја прави. Имавме еден пожар во Слупчане, гореше Борова шума, дел Дабова шума во Матече. Тој ден имаше баш многу пожари, мислам дека некаде околу 30 на хектари, 20 на беше првичната проценка на регионалниот центар, потоа не знам дали се испостави дека е така. Во истиот ден имаше и пожар во село Матече, се вклучија, значи, освен територијалната противпожарна единица, екипи на Дирекција за заштита и спасување на Македонски шуми, кои што те претрпуваат и штета, полициска станица Матече. Успеавме ли тој пожар да се едноставно спречи и дали постои шанса целосно да се искоренат пожарите во планините во шумскиот појас? Неодамна беше донесена со одлука на владата на Република Македонија, мислам дека 89-та, беше донесена одлука за забрана за движење освен за одредени или организирани тури и посети. Така. Да, тоа беше така. На територија на општина Липково се случи. Тоа е пожар на оној дел од Борова шума над селото Слупчане. Значи, точно е, првичните информации укажуваат фактот дека некаде над 20 хектари се зафатени на опожарен простор, меѓу кои и голем дел од боровата шума. Знаете, борот, кога ќе имате проблем со навлегување пожарни действија во борова шума, тоа е многу тешко гасењето. Згора на тоа, ако имате непристапен терен, е уште полоша состојбата, значи вие не може да го контролирате пожарот.
Значи можете да го контролирате онаму кај што е слободно и можете да се движите. Не можете да ја контролирате со 10-12 литра вода на грб, да контролирате пожар, кај што практично е непристапен теренот. Во овој дел, на оваа територија, на целото Слупчане, има постара борова шума, таа е некаде од прилика околу 30 годишна и има помлади насади на борова шума. За среќа, територијално противпожарната единица заедно со дирекција за заштита и спасување, ќе кажам и местното население, шумското стопанство, на некој начин дури вториот ден успеа да го санираат, односно да го ликвидираат, како тие милуваат да кажат, да го ликвидираат пожарот. И така да тој пожар зафати еден дел од боровата шума. Дека беа постари дрвјата, велите дека беа се по долгогодишни. Борот гори како кога ќе запалите барот, нели? Во таа смисла тој знаем да даде висок пламен дури до 30 метри. Затоа беше видливо. Да, затоа беше видливо и од Куманово, затоа беше видливо и од дури и од другите општини беше видлив пожарот. Значи, натре шишарките воедно се како експлозивни направи. Кога ќе пукне шишарката, што е на дрвото, таа е ужарена и ќе одлети 30 до 50 метри, ќе зафати друго дрво. Што значи тука се проблемите кога се запалат боровите шуми. За среќа, североисточниот регион во голем дел се исечени шумите, тука да не зборуваме воопшто на овој или оној начин, дозволен или недозволен начин, веќе многу мал појас на шуми постојат во североисточниот регион. Што од приватните посети на шуми, што од државната структура, секако дека фондот на шумите е намален. Специфика на оваа подневие е во тоа што и искуствата досегашни од 2007 кога беше прогласена кризната состојба кога беше прогласена, искуствата укажуваат на фактот дека високите шуми, зборувам за буковите, нели, зборувам за давовите шуми, не подлежат многу на пожарни влијанија, подлежат во долниот дел, затоа што кога горат тоа се брзи пожари кај нас, нели? Тоа се на оној дел од сува трева што е околу дрвото. Значи не ја напаѓа крошната на дрвото, па да имате опожарување, таков тип на опожарување, да практично треба да учествуваат дополнителни материјално-технички средства како што се авиони, хеликоптери. Тоа беше во 2007, да. Тоа е 2007. И уште еден факт е многу битен, значи кога ќе имате пожар на шумски простор, не може ни тоа материјално-техничко средство да ви го угаси се додека жива сила, односно луѓе, не ви се распоредат и не го догасат од страна, односно оној дел од сувата трева кој што е запатен, не го елиминираат како можност и предизвик понатамошен за нов пожар. Овој дел во Слупчане беше специфичен затоа што територијално противпожарната единица се бореше 2 дена од Сабајле, беше угасен пожарот. Интересно беше дека после некое време во вечерните часови на сосема друг простор беше предизвикан нов пожар. Дали тоа е човечки фактор или тоа што велите жарена делот, односно шишарка која што прелетала неколку метри? Не, видите, де факто, тука се работи за човечки фактор. Значи, причините може да бидат многу. Едни од причините се економските причини. Јас често пати зборувам дека кај нас се случуваат такви работи да шумите се просто нападнати од сите. Интересен е бизнисот со дрвото, нели? Дури тоа укажува и последната акција гора спроведена од МВР. Значи се работи за дива сеча. За да се спречи, за да се прикријат трагите, значи од дивата сеча се предизвикуваат пожари. Знаете, вие имате дрво кое што можете да го користите, трупот го продавате од дрвото, но страничните гранки ги оставате на теренот. Тие се сушат, тие представуваат известно ѓубре кое што е специфично и подложно на временски прилики и е доволно едно чкорче да го запали истото. Но друго е кога вие ќе го предизвикате за да го прикриете сето тоа. Зборам да ја прикриете сечата, нели? Во тој случај
Не можете да процените инспекторот утре кога ќе дое да направи увид, не може да процени дали Така тоа се дрво е уништуваат ова година пресечено, да, дали е да. изгорена или е од кој знае која година претходно. Така да економски се претежна аспектите. Или кога ќе сакате да направите нова сеча, знаете, опожарените дрва, шумското стопанство секогаш цената е намалена. Нели кога се работи за опожарено дрво. И вие сечата ја правите по намалена цена. Тука е економијата. За тој дел економските мерки зборуваме, нели? Така да тоа се практично влијанијата кои што на некој начин допринесуваат намерени потпалување на шумите. Но за среќа, може би ќе кажам за среќа, за жал сите шуми не се исечени на тој дел од Карадачкиот регион, така да тука можеме да очекуваме во наредниот период да ни се случуваат чуда. Од кој аспект зборам да ни се случуваат чуда? Јас веќе од 2008 година, 2009 година предупредувам на промена, на климатските промени. Тие нужно и мора прецизно да се пратат. Ова што ни се случува, зголемување на температурни амплитуди, зголемување на дождовни периоди и така натака, битно влијаат над самиот простор и територијата каде што некогаш биле шумите. Затоа, сега кога ќе имаме дождови или порои, шумата тогаш ја спречувала и не дозволувала клизишта да се формираат. Затоа сега не се појавуваат сега ни се појавуваат и слечишта, сега ни се појавуваат. Па можам да ви кажам дека браните веќе ги наполнивме со муѓи талок од слечиштата. Згоро на тоа имате класични слечишта на патиштата. Не е многу изразено во нашиот регион, меѓутоа во останатите во државата многу посилно. Апсолутно, многу посилно изразено. Тука некаде ќе направиме пауза кратка со музика, ќе се навратиме повторно како да се подигне тоа јавно мнение, како да се заштитат шумите од пожарите и да се разбира пожари во урбана средина. Македонија сепак не е единствена држава која се соочува со пожари. Многу покарактеристични за летниот период се Грција, Турција, стандардно Хрватска. Моментално сведоци сме на Хрватска, не знам дали таму е. Имате ли соработка вие со колегите од регионот, со колегите од Европа? Какви се нивните искуства? Дали преземате искуства во насока на справување и како нашиот систем треба да функционира во насока на заштита од пожари? Добро, во тој дел може да се нагласи Центарот за оборување со кризи располага со сектор за меѓународна соработка. Во тој дел на меѓународната соработка исклучително битно, ако сте вие земја кандидат за членство во Европска унија и НАТО, да имате изградено соодветен систем аналоген на системите нивни, нормално, нели? Така да во тој дел може да кажам дека нашата соработка со меѓународните институции од нашиот аспект се исклучително битни и позитивни во таа смисла. Тоа се покажа и 2007 година кога се прогласи кризната состојба, ако се сеќавате во тој период. Тогаш имавме еден куп меѓународна помош и поддршка за да се тогаш имаше кој дел од Македонија не беше западен. Тогаш имаше поддршка и од Русија, нели, канадерот се понови 42 тонскиот канадер. Да кажем и така натака, тогаш Македонија немаше соодветни капацитети и ресурси за да може да одговори на такви големи размери. Да, и не се соочила до тогаш со такви. Не се соочила. Но многу е битна меѓународната помош во градењето на адекватен систем на одговор, нели, зборување за систем. Македонија е млада држава и се уште го гради тој систем. Знаете, не можете одеднаш да направите пандам на системот 1.1.2 како што е нивниот. Тој систем практично е оперативен систем на цела територија на Република Македонија. Тој систем е оплеменет со многу капацитети и ресурси кои што даваат институционална поддршка, нели? Во таа смисла на зборот не можете да кажете дека цукот е тој што се занимава исклучиво со гасење пожари. Цукот и не гаси пожари.
Но има други институции, територијално противпожарните единици, дирекцијата за заштита и спасување. Тоа се чинители, тоа се субјекти во тој систем. Знаете, и системот функционира и се стреми кон координирање на активностите на сите субјекти во спротивставување, нели, имаме период на превентивен, справување, постпериод и санирање на последиците. Во целокупниот тој ангажман учествуваат многу субјекти, многу институции. Знаете, учествуваат и здравствените установи, нели? Учествуваат и труд и социјала, учествуваат и еден куп локални институции, да кажеме, јавни предпријатија, државни органи, државни институции и така натака. Значи, тоа е еден систем компатибилен на меѓународните системи. Значи, таков систем треба да се гради. Во тој дел Центарот направи еден чекор плюс. Ги подготви, подолг период работеше на процените. Процената е изворен документ, да кажеме, од 500-600 страни, кој што укажува на сите можни елементарни непогоди кои што се случуваат на овие простори. Искуствено или кои ги доживеела Македонија. Нормално во Македонија нема цунами и торнада, но има други активности природни. Искуствено покажува дека се случува, историски факти се тоа дека се случували на овие простори. Од тој аспект Центарот направи една книга. Тоа е книга, нели? Тоа е едно дело во кое што во рамките на таа процена се опфатени сите елементарни непогоди. Тука е и пожарот. И е посветено огромно внимание на пожарот и на територијата, и на шумите, она со што располага овој североисточен регион, да кажеме. Да, малку го занемаруваме како регион, потоа ќе се навратиме и на отворениот простор, нели, и на урбаниот дел, на сите елементи. Тука се внесени сите субјекти, сите капацитети со кои што располага локалната самоуправа и ресурси со кои што располага локалната самоуправа, со кои што располагаат државните институции и така натака. Вие не може да очекувате дека одговор на, да кажеме, во евентуална состојба која што вие сакавте да ја дискутираме после, но мора да ја спомнам, нели, вонредна кризна состојба, кризна ситуација или криза, да употребите само една институција како што ви е територијално противпожарната единица. Значи не може да се соочи, не може да одговори колку и да сака територијално противпожарната единица. Затоа што ги нема сите потребни капацитети и ресурси да одговори. Затоа се потребни другите субјекти кои учествуваат паралелно од тој систем за да се справат со евентуалниот настан. Во конкретниот случај зборуваме за пожарите. Каква е состојбата во Паланечко? Таму нема толку многу пожари како што тоа, да кажеме, Липковско, Старо Нагоричане. Имавме еден пожар претходно на територија помеѓу Старо Нагоричане и Ранковце во нашиот. Да. Нема толку пожари во овој регион, и во Паланечко и во Ранковце, кратово, немам некои информации. Видете, тука има специфика на поднебје и специфика на терен, да кажеме. Да кажеме, во Липковско најмногу се истакнува со пожари на отворен простор. Она статистички што може да се примети. Мора да нагласам дека во тој дел од североисточниот регион, за среќа таму се уште постојат шумите. Под контрола на државата, под контрола и на шумските стопански единици, да кажеме, кои што тамошните кои што располагаат со тој простор или се под надлежност на таа шумска стопанска единица. Второ, јас и преска зборував дека нашите пожари се ниски пожари. Значи пожари на сува трева која е покрај или во шумата. Многу ретко кога ќе одите во шума, многу ретко ќе видите дека во густа шума имате сува трева. Нели? Тоа е веќе да. Тоа е предноста зошто на тој дел. Друго е климата таму. Нели? Густината на шумата не дозволува високи температурни амплитуди внатре, за разлика од кај нас, кај што е ретка шума, затоа што е претходно исечена. Значи, во таа смисла се намалени пожарите на тој дел. Иако и таму има
но субјектите се толку уиграни меѓусебно и спремни и способни, имаат соодветни ресурси и капацитети и многу брзо одговараат на самата состојба. И менталниот склоп на тој дел од населението е специфичен за разлика од менталниот склоп на нашето население. Овде кај нас секој и кога ќе го гледа мештанинот дека му гори, знаете, пожарот се гаси кога е мал. Кога вие дозволите тој да се шири, тогаш имате проблем. Тогаш имате зафаќање на поголем простор. Ако вие кои го гледате како гора 10 или 20 квадрата, не интервенирате и чекате некој друг да ви дојде да ви интервенира, а тоа се наоѓа во ваше поднебје, да кажеме во ваше село или на ваш простор, кај вашето земјиште, нива или ледине или што ја знам, без разлика било што и да или шума, и вие чекате и јавувате некој да дојде да ви гаси тука, од тие 10 квадрати додека дојдат другите субјекти ќе бидат 1 хектар, 10 хектара, 50 хектара и така натака и така натака. Значи зборувам тука за свеста и тоа е тој дел на едукативниот оној што ви претходно говори. Тоа што сакавме да го збориме, значи дали постојано имате одредени средби, меѓутоа тоа се сепак на институционално ниво. Вие ги координирате локални самоуправи, територијална дирекција за заштита и спасување, доаѓаат тука и од одредени министерства, јавни предпријатија, од шуми. Сепак потребна ли е таква едукација на лице место со местното население во тие предели? Каде што таму најчесто и се случува? Потребна ли е засилена едукација? Апсолутно. Вака, да ви кажам нешто. Имаше еден период кога институциите се препукуваа меѓу себе. Ваша е надлежноста, наша е надлежноста. Вие ова работите, ние ова работиме и така натака. Но не се криви ни институциите, да кажеме. Која смисла зборам не се криви? Затоа што постои испреплетеност на закони. Едната институција работи по собствени закони, другата институција по собствени закони кои и секој има свој статут. Секој, да, апсолутно, да. И тука доаѓате до коализија на закони меѓусебно овој преклопување, да тоа е нешто ненормално. Владата одлучи да направи регулативна гилотина на одреден начин. И сите закони ги стави ад хок. Затоа зборувам дека ние треба да почнеме да го градиме системот. Тука е моментот и тежина. Сега веќе се створени услови да може да се... услови да може, да може да ги координираме сите активности. Значи тука зборувам за сите субјекти. Не зборувам само за центарот. Центарот има ангажман да ги координира тие активности. Но ние направивме напори и одржавме многу средби и во самите локални самоуправи. Општина Старо Нагоричине, во општина Ликово, кај што беа повикани председателите и представниците на местни заедници. Значи тука зборуваме. Тој дел кај што баравме после самите председатели, нели, едукативно да делуваат, да го соберат местното население, па да разговараат дека таа не треба да се пали, дека таа агротехничка мерка не е добра и така натака и така натака. Значи не можат институциите со сите да остварат контакти. Знаете? Се обидуваат, например, да кажеме, и покрај тоа што е донесена законска регулатива, се донесе и закон за санкции, значи глобите се високи за предизвикување на пожар. Едни од највисоките воопшто од сите глоби што може да се изречат во Македонија. Видите, на некој начин самите глоби во првичниот период, кога некој не разбира, нели, и кога некому треба да му врежеш нешто. Тоа е првична мерка, така? Да, тоа е првична мерка, на некој начин е и позитивна, и за поддржување. Но кога ќе видите дека работиве ви одат, се движат во позитивна насока, тогаш немате потреба. Да, тоа со тек на време мислам дека со менување на свеста кај населението ќе се... Мене ме радува еден факт, да кажеме, што населението почна да сваќа дека не е добро заради него. Не е добро заради сите нас. Знаете, шумите се белите дробови на градовите, на селата, на просторот по кој што живее и тоа население. Не живеам само јас и вие овдека. Не, живеат сите. Значи, ако вие загрозувате нешто, си правите штета не само на нас, него си правите штета на себе, на собственото семејство и така натака и така натака. Има лоши искуства
да кажеме, во тој дел, вие ќе запалите шума, ќе запалите пожар на отворен простор, стрниште или нискостеблеста шума или што ја знам летнината ќе ја запалите, нели, обработливото земјиште. Но предизвикувате штета, пожарот не знае кај се движи, тоа опфаќа и изградени површини, згради, простори, индивидуални стамбени објекти, опфаќа помошни објекти, штали, амбари, да, со еден ветер и може кокошарници и така натака, си ја прави штетата самиот на себе. Ти тоа не можеш да го контролираш. Значи, кога ти зафати пожарот, ви имате 1,20 м сува трева и кога ќе зафати пожарот, кој е тој што ќе може да влезе и веднаш да го изгаси? Знаете, па ни се случуваат работи, каде се авионите, пуштите ги авионите, да... Мислите дека авионите ги изгасат пожарите? Не може да ги изгасат. Пак човекот на крај влегува. Пак луѓето од територијално противпожарни единици влегуваат натре со напртњачи, со вода, за да можат секој шпунче да го изгасат, за да не предизвика много детално, значи се гаси. Но сакам да кажем една работа, пожарот не бира. Дали е мој или е ваш, не бира. Ако вие запалите, ќе си направите штета и на себе. И вие живеете таму на тој дел од селото. Че може да биде зафатен и вашиот објект, и вашата куќа. Не е тоа. Да мислите, јас ќе го запалам се, и тоа е тоа. Мене ќе си направам добро, имам летнина убава, ќе си го изорам утре, тоа е агротехничка мерка. Супер и така. Не е тоа таа. Не е така. Тука ќе направиме уште една кратка пауза и повторно се враќаме со уште неколку совети за нашите гледачи на оваа тема. Во меѓувреме, доколку се случат вакви пожари на поширок простор, не дај Боже да се случи како она што се случи во 2007, меѓутоа ете еден поголем што ќе направиме ние како систем, дали функционираме, дали можеме да се справиме. Веќе имаме одредено искуство. 2007 рековте дека помалку искуство имавме и до тогаш и немало такви пожари. Барем не памети Македонија. Мора да објасниме некои работи. Пожарите се случували и ќе се случуваат. Е факт. Но во зависност колкав простор ќе биде зафатен и кој простор од територија на Република Македонија, во конкретниот случај, согласно законот, постојат соодветни проценти од територијата ако бидат зафатени, се погласуваат соодветни состојби. Зборуваме за кризна состојба или за вонредна состојба. Во тој случај се активира целиот систем, затоа што Центарот за управување со кризи е само орган и тело на Влада на Република Македонија. Значи, тука зборуваме за повеќе органи и тела, зборуваме за група за проценка, зборуваме за управувачки комитет, зборуваме за главен штаб и зборуваме за Центар за управување со кризи, во чија надлежност и юрисдикција се претходниве три што ги спомнав. Значи, тоа е на некој начин продолжена рака на Влада на Република Македонија во смисла за справување со соодветни состојби. На во таа смисла со соодветна состојба Влада мора да прогласи. Управувачкиот комитет и групата за проценка ги согледуваат моменталните состојби, во тој случај предлагаат веднаш на главниот штаб, кај што се високите представници министри од Влада на Република Македонија, предлагаат донесување на соодветна состојба. Во зависност од територијата, опфатот, можностите, капацитетите и ресурсите, се прогласува вонредна или кризна состојба. Што е вонредна, што е кризна? Видете, терминот вонредна и кризна состојба на некој начин можат и да се совпаднат. Кризна состојба е, да кажеме, состојба во која што е опфатена поголема територија со некој настан или појава, без разлика во конкретниот случај за кој што зборуваме, пожари. Може поплава, како што беше 2007 година, беше зафатено негале над 70% од територија на Република Македонија. Тоа е огромен простор. И вие ги исцрпувате сите можни ресурси на локално ниво, значи веќе општините немаат капацитет да се справат, затоа што се употребиле што може да го употребат. Значи од материјално-технички средства, жива сила, преку
други средства што им стојат на располагање, па дури буџетите, општинските, финансиските средства се исцрпени и така натака. Значи, во тој случај мора да се прогласи кризна состојба, затоа што таа нуди можност за барање дополнителна помош, она што претходно го зборувавме, дури и меѓународна помош, нели пак ќе се навратам 2007 година ние добивме меѓународна помош. Добивме помпи за гасење, добивме материјално-технички средства, веднаш од сите страни се слеја, па дури и финансиски средства, за да можат адекватно да бидат употребени на просторот соодветно, за да може да се справат со состојбата. Значи, тут се работи за поголема територија и за поголем простор. Во една состојба е состојба која што може да се случи на само еден дел од територијата на Република Македонија. И во тој случај нема потреба да се прогласува кризна состојба. Вонредна состојба важи исклучително за тој дел од територијата, од просторот кој што е зафатен, да кажеме. Во конкретниот случај североисточниот регион, нели? Во тој случај се потребни помали капацитети, помал ангажман на сите институции за да се справат со соодветната состојба. Меѓутоа се бара помош од државата. Да, тогаш државата пристапува со сета помош, односно со вклучување на сите средства кои стојат и ресурси кои стојат на располагање. Така да, тоа е тоа. И имате понатака и регионални, меѓурегионални подршка и помош. Имате меѓулокални, да кажеме, регионална, затоа системот предвидува локална и регионална координација. Нели? Во тој случај кога имате локална координација, често пати се случуваат пожари на нашиот простор, на територија на општина Старо Наговичене или Куманово, да кажеме, и тогаш во помош ви доаѓаат територијални противпожарни единици од Крива Паланка, територијални противпожарни единици од Кратово, од Транковци, од соседните општини. Но имате и меѓурегионална соработа во која што овој североисточен, на помош на североисточен регион може да побара соседен регион, како што е, да кажем, Повардарскиот, Скопскиот или како што е источниот регион, јужниот и така натака и така натака. Значи, тоа се тие системски разлики на некој начин кои што се предвидени како законски нормативи и се употребуваат за да се справиме со соодветни настани и појави соодветни. Тука некаде ќе мора да го завршиме овој разговор. Се надевам дека нема да има потреба, веќе летото е при крај, се надевам дека нема да има потреба да се свикува, макар останува уште еден месец до крај онаа летни горештини, нешто нема најава за намалување на температурите. Нешто не изгледа баш во најдобар правец, но се надевам дека ќе бидат и граѓаните свесни дека со оваа емисија ќе допреме до дел од населението дека мора да се воздржуваат од одредени активности за да се заштити и шумата и да се спречат проблеми од сериозен карактер кои не се баш така решливи, за кои се потребни средства, материјални, човечки фактор да се ангажира. Мислам дека тоа ја чини и самата локална заедница и самиот граѓанин поединец и се разбира државата. Некои работи зависат од нас самите. Како ние ќе ги перцепираме и како ќе се поставиме према нив. Па некои работи зависат од временските фактори, од хидрометеоролошките состојби и така натака. За жал, Македонија е под влијание на таква хидрометеоролошка состојба, кај што ние сме терминолошки сме го крстиле како жолта фаза, портокалова фаза или не дај Боже црвена фаза. Но симптоматично е што времетраењето на портокаловата фаза или она средна фаза која увезрачењето ви е над 8 или 9, да кажеме индексот на увезрачењето, кога ви имате температурни амплитуди до 42-43, што не е така, 42 може би под сенка, но 50 директно изложени на сонце. Во тој случај и кога тоа ви се временски ви се проширува, во тој случај ви имате проблем и мора човечно е да се придржувате кон оние свесни мерки кои што ги викаме, нели, да внимавате каде ги фрлате опушоците, да ги гасите на соодветни места, да внимавате да не палите стрништа, да внимавате во шумски простор и шумски појас кога ќе одите, да внимавате да не палите огин, скари и така натака и така натака. Значи многу внимателно да се однесувате за да можете
или за да можеме да ја сочуваме и онаа малку природа што ни останата на располагање. Мора да се однесуваме посвесно кон сето онаа што е општо добро. Во конкретниот случај, природата е единствено општо добро, кое што на некој начин ни го продолжува животот. Ништо повеќе од тоа. Ви благодарам што бевте. Благодарам ви на вас што ме поканија. Ви благодарам што не следевте и имајте убав ден.